За денес, почитувани слушатели, ќе размислуваме на тема молитва по примерот на една вдовица. Текстот се наоѓа во Евангелието според Лука, 18 глава од 1 до 8 стих. Таму ни се вели вака. А им каже и споредба како треба постојано да се молат и да не се обесхрабруваат. Изборуваше. Во еден град имаш еден судија кој не се плашеше од Бог и не се срамеше од луѓето. А во истиот град имаш и една вдовица која постојано доаѓаше кај него и му велеше: заштити ме од мојот противник. Тој за некое време не сакаше, а потоа си рече во себе: и бидејќи немам страф од Бог и не се срамам од луѓето, ќе го дадам правото на оваа вдовица, за да не доаѓа да ме заморува и да ми додева постојано. И Господ рече: слушнавте ли што зборува неправедниот судија? Зар Бог нема да им го даде правото на своите избраници, кои викаат ден и ноќе кон него, па макар и да задоцни кон нив? Ви велам, ќе им го даде правото набргу. Но, кога ќе дојде човечкиот син, ќе најде ли вера на земјата? Како прво, споредбата со неправедниот судија. Исус во оваа споредба не го изедначува Бог дека е неправеден судија. Далеку од тоа. Ако се следи буквално толкувањето на текстот, би испаднало така, меѓутоа тоа не е така. Оваа споредба има своја основна мисла. А колку повеќе? Тоа е најважно. А колку повеќе? Иако е човекот со лош карактер, сепак умее да го даде правото на вдовицата. Макар со погрешни мотиви. Но колку повеќе Бог ќе им го даде правото, правдата на оние што бараат од него. Пред овој текст, Исус му зборувал на народот за второто Христово доаѓање. Се предпоставува дека слушателите се исти, кога Исус им ја кажува оваа споредба со неправедниот судија. Во текстот се зборува за молитва на долга релација, со долг временски период. Додека го очекуваме Христос, ке ни треба голема стрпливост во молитвите, како што е запишано во Лука, 21 глава, 36 стих. Таму се вели вака: бидете будни во секое време и молете се, за да можете да избегнете се што ќе се случи и да се одржите пред Синот човечки. Кога христијаните се молат и не се забележуваат одредени знаци на нивните барања, лесно се обесхрабруваат, ја губат надежда за бдеење во молитвите. Меѓутоа, упорноста никогаш не треба да се намали. Исусовото учење се разликува од она што било на евреите, кои имале тенденција да ја ограничуваат молитвата со цел да не го заморат Бог. Затоа, имале обичај 3 пати во денот да се молат на Бог. Во вториот и третиот стих ни се вели: некој градски судија немал страф од Бог, ниту пак го интересирало што мислат луѓето за него. Човекот се раководел исклучиво по своите идеи и желби. Вдовицата е представена како безпомошна и сиромашна. Не можела да го подмитува, а ниту пак имала некој заштитник за да го замоли да влијае на судијата. Вдовицата не е представена дека е некоја верна личност. Туку таа е еден типичен случај од животот на луѓето што може да помогне во расветлување на некоја вистина за христијаните. Немала апсолутно никаков човечки фактор што може да ѝ помогне, освен истрајноста дека правдата е на нејзина страна. Не барала ниту освета, туку само својата правда. Во 4 и 5 стих, тоа што го имала, со тоа се служела, правдата. Упорноста го заморило срцето на судијата, а судијата и го дава правото што ѝ припаѓа. Судијата не и го дава правото поради некои возвишени мотиви или интерес, туку од желба да се реши од неја. Судијата не сакал да му додева со своите непрекинати барања и затоа се ослободува од неја. Во 6 и 7 стих, кога неправедниот судија може на ваков начин да даде право на некоја вдовица,
koja je uporna vo своето барање, колку повеќе треба да очекуваме од Бог одбрана и заштита на своите миленици и избраници. Неговите избраници, миленици, деноноќно викаат кон Него. Во голема потреба знаат дека Бог им е единствената надеж во животот. Ниту еден земски фактор не може да го реши нивниот проблем или да им се даде правдата. Само Бог тоа го прави. Во 8 стих. Одбраната и заштитата брго ќе им се даде, но треба пред се да се има на ум, дека брзината не е веднаш, бидејќи за Господ 1000 години е еден ден, а еден ден 1000 години, така што тоа може да потрае и подолго, но правдата ќе им биде дадена. Но со упорност на верниците во нивните молитви, Господ ветува дека бргу ќе ги заштити. Значи, ќе им се забрза процесот на исполнување на барањата. Но се поставува прашање дали ќе најде човечкиот син вера на земјата кога ќе дојде. Тој не мисли дека ќе нема вера на земјата апсолутно. Туку во тоа време, кога ќе дојде неговиот ден, верата нема да биде лично обележие на светот. Ќе има религија, но не и вера и доверба. Ќе има цркви, но не и сила да му служат правилно на Бог. Ќе има црковни служители, но не и предадени вистински. Но сепак, вистинската црква ќе постои. Поука. Христијанска упорност во молитва. Упорноста во молитвата се исплатува. Посебно кога е загрозен животот на христијанинот или кога има некој тежок проблем. Ваков пример имаме во Евангелието според Лука 6 глава, 11 и 12 стих. Таму ни се вели, а тие излегоа надвор со гнев и помеѓу себе расправаа каква судба да му пресудат на Исус. А во тие денови Исус отиде на планината да се помоли и ја помина целата ноќ во молитва кон Бог. Прво, во оваа молитва бараше заштита од непријателите. Исус тоа го направи. А второ, бараше Божјо водство за избор на негови ученици. И на другиот ден беа избрани. Второ, христијанска чистота во молитва. Не е доволно само да се има упорност, но и чистота на срцето. Исус рече, блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бог. Во пословиците на Соломон е запишано, кој го отстранува увод од слушање на законот, на таквиот и самата молитва му е гнасна. Тоа е запишано во 15 глава, 8 стих е запишано, жртвата на безбожниците е гнасотија пред Господ, а молитвата на праведните му е пријатна. И како трето, доверба во молитвата. Довербата е нешто со кој ќе се покаже нашата вистинска вера во Бог. Довербата треба да произлегува од тоа што знаеме дека Бог ги слуша сите молитви. Тие што не му се по волја и тие што му се по волја, важно е тоа што Бог ги слуша, одговара според неговата волја. Псалмистот се молел со овие зборови. Господи, рано наутро ќе го чуеш гласот мој. Рано взори ќе ти упатам молитва на Тебе и ќе очекувам. Псалм 5, 3 стих. Псалмистот ќе очекува со доверба одговор. Бог нека помогне на секој верник да знае дека упорната молитва секогаш се исплатува. Примерот е вдовицата. Амин.